Пепелашка. Некогаш одамна си живееше еден господин со својата млада ќерка. Сопругата му беше почината, но нивната ќерка ги имаше наследено добрината и кроткоста на мајка си. По неколку години господинот реши да се прежени. За жал, неговиот избор не беше најдобар. Дамата за која се ожени беше најгордата и најарогантната жена што може да се замисли. Таа имаше и две ќерки, кои беа како неа во секој поглед. Свадбата не беше ни поминала, а жената веќе почна да го покажува својот вистински карактер. Не можеше да ја поднесе добрината на младата девојка, бидејќи покрај неа низините ќерки се чинеа уште полоши. Маќијата и ги даваше највалканите и најтешките домашни обврски. Секој ден требаше да ги мие чиниите, да ги чисти масите, да го чисти каминот, да го трие подот со четката и да ја брише правта. Кутрата девојка беше принудена да спие во студен празен таван на куп слама, додека низините две полусестри спиеа во луксузни кревети, во убави спални соби, кои имаа огледала на кои се огледуваа облечени во елегантни фустани. А младата девојка имаше само еден обичен износен памучен фустан. Девојката беше трпелива и не му се ни жалеше на татка си, кој целосно беше заслепен од својата жена. Та не сакаше со своите маки да му ја зголемува несреќата. Кога ќе завршеше со работата, ќе си седнеше во пепел во едно ќоше веднаш до оџакот. Незините полусестри ја исмејуваа и ја нарекуваа Пепелашка. Но и покрај бедната облека и секојдневната тешка работа, Пепелашка беше 100 пати поубава од своите сестри. И покрај тоа што тие имаа убави алишта. Мина време и кралскиот син порасна. Во негова чест беше најавен голем бал на кој беа поканети најважните жители на градот. Кога пристигна поканата, полусестрите веднаш се фатија да избираат фустани, здолништа и накит за свеченоста. Кутрата Пепелашка по цели денови им врзуваше корсети, пеглаше, ги собираше расфрланите фустани, шиеше и им купуваше работи. Сестрите и кажуваа какви фризури сакаат да им направи и како да ги нашминка со различни шминки, за да видат како ќе изгледаат најубаво. Дојде и денот кога се одржуваше балот. Вечерта Пепелашка на брзина ги облече двете полусестри. Тие ја задеваа и велеа: "Пепелашке, зар не сакаш и ти да дојдеш на балот?" "Ах, се шегувате со мене," тешко воздивнуваше Пепелашка. "Вакви како мене не ни размислуваат за балови." "Имаш право," ни одговорија полусестрите. "Колку би се смееле луѓето кога би виделе пеплосана девојка да танцува на бал." Тоа им беа последните зборови пред да се качат во кочијата и да заминат на балот. Пепелашка ги гледаше се додека кочијата не се изгуби од поглед и потоа седна во своето ќоше до оџакот и се расплака. Одеднаш пред Пепелашка се појави една старица. Пепелашка толку се исплаши што престана да плаче. "Мила Пепелашке, јас сум твојата добра самовила," и рече таа. "Зошто плачеш? Дали плачеш поради тоа што сакаш да одиш на балот?" "Да, токму така самовило," извика Пепелашка. "Тогаш прави како што ќе ти кажам и ќе одиш," и рече самовилата. "Но прво мора да те подготвиме. Оди во градината и донеси ми една тиква." Пепелашка истрча низ вратата од кујната и набрзо се врати со најголемата тиква што ја најде. Самовилата ја стави на земји и ја допре со волшебното стапче. Обичната тиква се престори во прекрасна златна кочија. Потоа добрата самовила погледна во шпајзот и ја виде стапицата за глувци. Во неа беа фатени 6 глувци кои ѕиркаа низ решетките на кафезот. Таа ги вадеше едно по друго од кафесот и ги допираше со стапчето.
Секое глувче се претвараше во прекрасен коњ, со долг, елегантен врат, бујна опашка и прекрасно сиво крзно. Потоа, Самовилата ја испрати Пепелашка во градината да најде 6 гуштери. Тие наскоро беа преобразени во 6 слуги со нови сјајни зелени палта. На крајот ја прати Пепелашка да оди до стапицата за стаорци. Таа се врати со голем стаорец кој имаше долга бела брада. Со едно замавнување со волшебното стапче, Самовилата го претвори стаорецот во весел кочијаш со најубави мустаки што може да се замислат. Мила моја, зар ова не е соодветно за бал? Ја праша Самовилата. Да, радосно извика Пепелашка. Тогаш погледна во својот парталав и валкав фустан. Но како да одам ваква парталава? Добрата Самовила ја допре Пепелашка со волшебното стапче. Парталавиот фустан се претвори во прекрасен балски златно-сребрен фустан со диаманти кои светкаа. На стапалата носеше прекрасни чевличиња направени од стакло. Мила моја, сега си подготвена да одиш на балот, и рече Самовилата. Но, запомни една работа. Мораш да заминеш оттаму пред часовникот да отчука полнок. Во спротивно, фустанот повторно ќе ти се претвори во партали, кочијата во тиква, коњите во глувци, слугите во гуштери и кочијашот во стаорец. Пепелашка вети дека ќе си замине пред полнок. Се качи во кочијата и замина исполнета со среќа. Кога пристигна на балот, сите беа вчудоневидени од незината убавина. Кога ја виде принцот, се влюби на прв поглед и пристапи. Ја одведе до подиумот и цела вечер танцуваше со неа. Сите беа воодушевени од незината елеганција и отменост додека танцуваше, а дамите беа восхитени од незиниот фустан и се прашуваа каде би можеле да најдат таква облека. Кога ја послужија вечерата, принцот постојано се врткаше околу неа. Ја служеше и беше толку воодушевен што дури не можеше да јаде. Пепелашка виде дека незините полусестри ја гледаат со восхит, а кога им проговори, тие неа ни препознаа. Времето брзо минуваше и наскоро Пепелашка го слушна отчукувањето на часовникот, кој означи 11 часот и 45 минути. Таа брзо си замина и се врати дома. Пепелашка и раскажа на Самовилата за прекрасно поминатата вечер и како принцот ја молел да дојде и втората вечер на балот. Додека раскажуваше, слушна дека се враќаат низините полусестри и отиде да ги пречека. Ги триеше очите за да изгледа како туку-што да се разбудила. Каква гледка ќе видеше да беше на балот, извика една од сестрите. На балот дојде една прекрасна принцеза. Никој не ја познава, а принцот беше толку обземен од неа што би дал се за да го дозна името, а само колку бевме почестени кога ни се обрети. О, колку би сакала да ја видам, им рече Пепелашка. Може ли да ми позајмите фустан за да одам на балот и да ја видам? Не биди смешна, викна едната сестра. Не сум толку будалеста да ја поземам обликата на една пепелава слугинка. На Пепелашка беше мило бидејќи ги праша на шега и не познаеше дека ќе ја одбијат. Следната вечер, двете полусестри отидоа на балот. И Пепелашка исто така. Овој пат таа беше облечена уште повеличенствено. Принцот беше покрај неа и Пепелашка толку многу уживаше во неговото друштво, што не ни забележа како летна времето. Одеднаш Пепелашка слушна како отчука 12 часот. Таа истрча од балската сала најбрзо што можеше. Принцот ја следеше, но не можеше да ја стигне, додека трчаше едниот стаклен чевел и остана на скалите од палатата. Кога се врати дома, алиштата повторно и беа парталави, но во раката го држеше другиот стаклен чевел. Полусестрите набрзо се вратија дома и Пепелашка ги праша како поминале и дали таинствената принцеза била на балот. Тие и кажаа дека била на балот,
и дека кога часовникот отчукал полноќ, принцезата истрчала од салата толку брзо, што дури и испаднал едниот стаклен чевел. Принцот го зел чевелот и остатокот од балот го минал гледајќи го. Принцот бил многу влюбен. Неколку дена подоцна стигна вест дека принцот ќе се ожени со девојката на која ќе пасува стаклениот чевел. Чевелот беше положен на свилено перниче и го носеа кај сите дами во градот да го обујат, но без успех. Кога го донесоа во куќата на полусестрите, тие се обидуваа да го обујат, но стапалата не им влегуваа во него. Тие притискаа, туркаа, ги подвиткуваа прстите на нозете, но чевелот беше претесен за нив. "Дозволете ми јас да се обидам," рече Пепелашка. Двете сестри се насмеа и почнаа да ја задеваат, но дворјанинот, кој го носеше чевелот, рече дека има наредба сите девојки да пробаат. Тој го стави чевелот на незиното стапало и виде дека совршено пасува, како да е направен за неа. Додека сестрите ја гледаа чудо невидено, се појави самовилата и замавна со волшебното стапче. Пред нив се појави прекрасната девојка од балот. Тие паднаа на коленици пред Пепелашка и ја молеа за прошка. Пепелашка беше толку добра, што им рече да станат и ги прегрна. Кога ја однесоа Пепелашка кај принцот, таа му се виде поубава од кога и да е. Тој падна на колена и ја побара за жена. Неколку дена подоцна, тие се венчаа и живееа среќно до крајот на животот.